Барам втората точка од денешниот дневен ред, предлог одлука за одредување на бројот на потпредседатели, се тргне од дневен ред, од една и единствена причина, затоа што, како и 2017 година, продолжувате со зголемените обврски и трошоци кои што ги предизвикуваат овие дополнителни функции кои што ги имате. За пример, во претходната власт, која нарекувавте потрошувачка, режимска, од 2006 до 2016 година имало по 3 потпредседатели, додека несериозна работа. Ќе се доведеме во ситуација која во сала полна со пратеници ќе викнете потпредседателе, пола сала да се сврти, затоа што нема да се знае кој од тие 5 потпредседатели е повикан во моментот. Морам да кажам дека 2017 година, на 14.7. на иста ваква точка, предлог одлука за одредување на број на потпредседатели на Собранието, имаме поднесено амандман, тогаш во занесот на вашата власт, тој амандман од страна на власта, односно на мнозинството собраниско, не беше ни разгледан. Ние, уште еднаш ќе кажам, сме против ова расипничко трошење и воведување на 5 потпредседатели, кои што со себе повлекуваат 5 кабинети. Знаеме што значат 5 кабинети во Собранието и колкава е обврската, имајќи во предвид дека во изминативе 3 години господин Џафери, вас освен еден потпредседател, не ве замени на ова столче ниту еден од другите потпредседатели. Ако е тоа само за да се задоволат коалиционите страсти, јас ве разбирам, меѓутоа немојте пред македонската јавност да кажувате дека се борите за намалување на трошковите, за намалување на обврските и за зачувување на средства во буџетот. Уште еднаш да констатирам, барам точката број 2, предлог одлука за одредување на бројот на потпредседатели да се тргне од дневен ред. Ви благодарам.